Овој закон дефинитивно директно навлезе во делот на слободата и независноста на судството, бидејќи ги крши основните човекови слободи и права, затоа што директно исто така изврши атак врз основното начело, а тоа е индивидуализацијата на кривичната санкција. Секој индивидуа е сама по себе за себе карактеристична со своји одредени карактеристики во делот на постапувањето. И во таа насока дефинитивно сметаме, бидејќи и самиот закон за одредување на видот и одмерување на висината на кривичните санкции всушност представува единствен закон кој што не постои никаде во Европа. Ова се напуштени решенија кои што произлегуваа од рамките на функционирањето на казноправниот систем во Соединетите американски држави, но и таму под силното влијание на научната и стручната јавност се укина. Вие сте добро информирани дека иницијативата веќе е поднесена. Уставниот суд на Република Македонија на јавна седница разговараше. Она што ми беше особено драго е сите членови на Уставниот суд, односно судиите, се изјаснија едногласно дека се работи за противуставен закон и во текот на овие денови очекуваме дефинитивно одлуката дали ќе биде укинат и поништен, затоа што представуваат сосема различни правни последици од моментот на поништувањето или укинувањето, но следејќи ја праксата на Уставниот суд, моите очекувања сепак дека законот ќе биде само укинат. АКМИСот извештајот, јавноста со нетрпение очекува да го објавите, многу се одолговлече целата постапка до каде? Значи, остана да се изврши непосреден увид, односно надзор уште на Врховниот суд. Во текот на овие денови ќе биде извршен увид и надзор во да работат, односно функционирањето на АКМИС системот во Врховниот суд на Република Македонија и очекувам во текот на наредната недела комплетниот извештај, она што Комисијата го утврди во Основен суд Скопје 1, во Апелациониот суд, знаете, минатата недела извршивме надзор и овие денови во Врховниот суд заеднички ќе биде презентиран од страна на Министерството за правда. Во апелација што најдовте? Ќе кажавме сега нешто за апелација да ни кажете. Дали има неправилности? Знаете, кога се работи за имплементација или функционирање на АКМИ системот во апелационите судови, имаме сосема подруги решенија. Нивото на имплементација и функционирањето, односно распределбата на предметите за разлика или бројот на уписниците за разлика од основните судови сосема се разликува. Значи не е онаа степен, ниво или би рекол квалитет на постапување или распределба на предметите од истото значење како што е во основните судови. Но во секој случај се работи за би рекол релативно квалитетно постапување и имплементирање на АКМИ системот во апелациониот суд. Че они се окей? Па би можело да се рече во секој случај.